Еве назад после оваа кратка музичка пауза и како што реков господинот Ивица Милошевски, подпредседател во Федерацијата за конјички спортови во Македонија. Добро дојдовте во брифинг. Добро ве најдов. Добро утро пред се. Ви благодарам за поканата на Слободен печат и на утрински брифинг. Господин Милошевски, изминатава сабота во Волково се одржа тој јулски конјички турнир и трето коло вели од првенството на Македонија во прескокнување пречки. Јас би ве замолил да ни ја објасните структурата на ова надпреварување на конјички спортови во Македонија, освен ова коњи кои што нели со своји џокеи кои што настапуваат на вакви првенство или турнири на прескокнување пречки, какви актуелности има во кога се овие спортови во прашање? Ние имаме лига, имаме колку клубови имаме? Така, како што кажавте, во тек е државното првенство на конјички спортови на Република Северна Македонија, која што се одржа третото коло изминатава сабота. Наред е четвртото коло на државното првенство, тоа е наредниот викенд. Исто така и во тек е лига на првенство. Лигата е во тек на одржување, која што се одржува второ коло сега во сабота. Благодарение на спонзорите Пакомак и Big Holding, успеавме да ја организираме и да ја одржиме таа лига на првенство за конјички спортови во прескокнување на препреки со млади и искусни јавачи. Лигата е надпреварувањето всушност е тоа, прескокнување на пречки со коњи. Немаме ние трки, немаме. Надпреварувањето е прескокнување со пречки, а сега лигата има друг концепт од државното првенство. Она е направена на таков начин за да има и од забавен карактер, малку за да се мотивираат и други млади јавачи и други членови кои што би можело да бидат потенцијални џокеи да се занимаваат со тој спорт. Воедно за лигата се одвоени парични награди, благодарение на спонзорите кои што ги спомнавме. Така да се надеваме дека во иднина би имало и уште многу повеќе активности од тој аспект. Со оглед на тоа дека конјичкиот спорт уназад десетина години стоеше на некое ниско ниво, благодарение на новото раководство на Конјичката федерација, председател, подпредседател и другите членови, се надеваме дека спортот ќе се крене на некоја повисока скала благодарение на спонзорите и на сите фирми кои што би сакале да помогнат околу овој спорт. Сепак се работи за исклучително захтевен и скап спорт, меѓутоа се успеваме да некако ги покриеме активностите околу спортот. Таа лига се развива во текот на цела една сезона, исто како во останатите спортови. Да, лигата започнува некаде овој период, завршува во крајот на другата година. Така, лигата се тече у текот на целата година, со тоа што има исто 4 кола и секој коло се одвива секој коло се одвива според распоредот на Конјичката федерација која што бива направена за надпреварување. Така, и колку активни клубови има во Македонија и дали сите надпревари се одвиваат на територија на град Скопје? Во Македонија има 6 активни клубови кои што тие се сите дел од лигата. Тие се дел од лигата и дел од членки на Федерацијата на конјички спортови. И учествуваат сите клубови со поедини јавачи и поедини грла на коњи кои што се дел од таа лига. И тоа велам надпреварите се овде, бидејќи надпреварите терен има само во Скопје. Се во Скопје, се одржуваат во Скопје, преtežно и клубовите само од Скопје, за жал. Немаме други клубови од страна на други градови на држава наша. Се одржуваат, доделено им е на сите клубови да имаат право на организација на лига, турнир. Да, со тоа што овој викенд сега се одржува во КК Бравадос, организатор е Вивакс клубот, потоа клуб Animals имаат организираат учество на лига, така да поделени се термините на сите клубови. А што треба еден клуб да поседува за да биде дел од лигата, например? Јас знам дека има конјички клубови надвор од Скопје, има и во други градови, меѓутоа веројатно бидејќи велите тимовите се од овде, за да настапуваат во лигата,
треба само да бидат членки на федерацијата или треба да имаат посебна раса на конј, котизација, не знам. За да се учествува на таков надпревар, на таква лига, потребно е да имате грло и спремно кое што ќе биде достојно за да одговори на препоните и на пречките кои што се поставени од лиценциран уредувач на паркур за прескокнување на препреки. Со тоа што потребно исто е клубот да поседува соодветни услови, мањаш каде што ќе се одржи тоа такмичење. Генерално е тоа што е потребно за да биде дел од лигата. И бидејќи ви рековте дека се работи за еден скап спорт, во Македонија обстојува сега или се одвива благодарение и на, како што велите, спонзорите. За да се стане професионалец кога е во прашање овој спорт, конјичките спортови, за да се стане џокеј, дури и по цена да се нема собствен конј, тоа е можно во Македонија или тоа е сепак тешко изводливо? Да, изводливо е. Изводливо е. Сите клубови што се членка на федерацијата поседуваат нивни собствени коњи на клубовите кои што обучуваат млади јавачи, деца кои што се школуваат за да бидат џокеи у иднина. И се школуваат во смисла на академија некаква внатре во клубовите? Не, тоа е курс за јавање, поседуваат часови со искусни професионални јавачи кои што се инструктори во тие клубови, така да тоа посебно не радува и нас како федерација, што морам да напоменам дека интересот за овој спорт веќе кај нас во држава станува се по масовен, бидејќи гледаме и по нашите клубови кои што се членка на федерацијата дека имаат се повеќе деца кои што сакаат и се трудат за да се занимаваат со овој спорт. Има ли некоја прикладна возраст кога се започнува со Па прикладна возраст после 9-та, 10-та година е најдобрата возраст на некој начин да се почне со нели шетање на конј, љубов према конјот и бидејќи порано е премногу малечко. Јас моето дете почна на 13 години со спортот и сега можам да кажам и дека е успешен у тоа поле. Со тоа што пред све треба да има тие деца љубов према тие животни, желба и истреност, захтевен е спортот, захтевни се часовите. Меѓутоа, ако е љубовта присутна, нема да има никакви пречки у поглед на школувањето и одржувањето на тие часови. Вие велите грло, јас велам конј. Кога е во прашање грлото или еве конјот, има одредени спецификации кои можат да се најдат во лигата, кои не? Не. Отворена е лигата за сите грла или коњи, како ќе кажете, со тоа што секој конј или грло кое што е спремно за да одговори на паркурот, кој што ви кажав, може да биде дел од таа лига и да учествува. Да. Господин Милошевски, бидејќи ова сега малце за федерацијата. Федерацијата е официјална федерација во државата или таа се уште води битка да биде признаена како официјална? Бидејќи оние официјални федерации, за оние кои што не знаат, им следуваат и буџетски пари како признаени федерации. Не знам со Федерацијата за конјички спортови каква е ситуацијата, бидејќи како што велите и самиот, ова е скап спорт. Така, Федерацијата за конјички спортови на Република Македонија е признаена официјална и е она членка на Агенција за млади спорт и Олимписки комитет, така да добива одреден буџет на средства кои што се на располагање на задржување на меѓународни турнири, за стимулирање на јавачи, на млади јавачи, за организирање на балканијади. Меѓутоа, тие средства реално се премногу ниски, бидејќи, како што ви напоменав, е екстремно многу скап спорт, поготово ако станува збор за да се искочи надвор од државата со едно грло, тоа чини поприлично доста Да, ма средства. претпоставувам пак дека клубовите, бидејќи не се и многу, клубовите кои што одржуваат грла, сепак се грижат за тој дел, да посветат внимание на потенцијалот во државата на деца да станат утре професионални џокеи. Кога се професионални џокеи во прашање, имаме ние
видов некаде дека имаме настапувано на одедени балкански турнири, меѓутоа имаме ли ние професионалец за извоз да се надпреварува некаде освен на Балканот, нели, кој што е многу важно да се надпреварува со останати искусни професионалци, меѓутоа и во Европа и во светот, па и да настапи на некакво европско светско првенство, какови да турнири постојат? Па вака, за жал имаме, меѓутоа некако најверојатно се уште не е дошло правиот и вистинскиот момент за да можеме да ги пласираме тие јавачи. Еве накратко сега ќе ви објаснам, сега бевме ние скоро, конјачки клуб КК Бравадос беше на едно национално такмичење во Австрија, во Виена, каде што покажа сериозно добри резултати. Исто така од конјачки клуб Процес беа во Софија турнир организирана светска конјачка организација во Софија и исто така по ФЕИ стандарди, каде што јавачите кои што беа присутни таму рамо уз рамо буквално со европските и светските јавачи покажа сериозни резултати кои што сметаме дека сме спремни за да имаме еден таков предизвик да излеземе на некое балканско или европско првенство. Бидејќи знаете како по македонските медиуми кога е во прашање спортот, некако нема многу информации врзани со конјичките спортови. Да, за жал нема. Се работи за спорт кој што може бидејќи е привлечно, нели се надпреваруваат џокеи и животни внатре, нели многу лесно може да се популаризира, ајде да речеме. За жал нема, сега за тоа не би налагал, претпоставам дека е до членството и раководството на федерациите кои што претходно биле одговорни лица за тој спорт. Ние сме сега, што напоменав, релативно ново членство, нови председател, нови подпредседатели. Се надеваме дека уиднина ќе биде испромовиран спортот благодарение на Агенција за млади спорт, Олимписки комитет. Се надевам дека ќе се обезбедат и спонзори од фирми кои што се подобро ситуирани за да помогнат овој спорт да оди напред, бидејќи имаме сериозни џокеи, имаме сериозни грла кои што би можеле и наша држава да ја представиме во некое убаво светло надвор во иднина. И некаде на крај сакам да ја прашам само, во време на корона што се случуваше со овој спорт? Па во време на корона, како што се беше во држава, така и со овој спорт беше умирување, меѓутоа грлата мора да се некакво движење, клубовите имаа посебни дозволи за движење, така да работеа со некои минимални ресурси, со минимални јавачи, бидејќи тие животни мора да се во постојан покрет, бидејќи станува збор за спортски коњи кои што треба да се у постојана кондиција. И клубовите, колку што видов, се отворени за посетители, за рекреативно јавање во државата, така што може некому да се роди, на некој дете да се роди желба да стане џокеј. Да, така, токму така. Господине Милошевски, ви благодарам за одвоеното. Ви благодарам на поканата и на вас.